Добар ден на сите. Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум професор Лешевска Зорица од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Професор сум по предметот биологија. За денешниот наставен час ви подготвив наставна содржина за трета година гимназиско образование од темата локомоторен систем. Наставната содржина се коски, коскино ткиво и градба на коските. Целите за овој наставен час се видови на коски, градба на коски и функција на коски. Коските ја создаваат основата на организмот. Коските се поврзуваат помеѓу себе со зглобови. Комбинацијата на коските и зглобовите, поврзани со сврзно ткиво, го создаваат скелетниот систем. Како што кажав, коските се дел од скелетниот систем, поточно дел од скелетот. И тие се класифицираат според нивниот изглед во неколку групи. Првата група на коски се плочестите коски, кои што влегуваат во градба на черепот и на градниот кош. Втората група на коски се коцкестите коски, кои што влегуваат во градба на дланките. Третата група на коски се неправилните коски, кои што влегуваат во градба на рабетниот столб, тоа се прешлените. И последната група на коски се долгите коски, кои што влегуваат во градба на рацете и нозете. И на овие долги коски најчесто се разликува една централна празнина, наречена дијафиза, и два неправилни краја, наречени епифизи. Сето тоа убаво може да се види на приложената слика. Како и сите органи од човековиот организам, така и коските се изградени од клетки. Клетките, како што знаеме, се основна функционална единица на сите живи суштества. Клетките кои што влегуваат во градба на коските се три типа. И тоа, првиот тип на клетки се остеобластите. Остеобластите, убаво може да ги погледнете на сликата, се клетки кои што се активни и активно учествуваат во создавањето на коскеното ткиво. На тој начин што прво создаваат меѓуклеточна материја и колаген. Калциумовите соединенија од телото заедно со помош на ензимите се таложат во таа меѓуклеточна материја. Другиот вид на клетки се остеоцитите. Тоа се живи клетки кои што влегуваат во градба на коската, меѓутоа не учествуваат во создавањето на коскеното ткиво. И третиот вид на клетки се остеокластите. Овој вид на клетки учествуваат во ресорбцијата и разградувањето на коските. Клетките кои што влегуваат во градба на коските го градат коскеното ткиво. На напречен пресек на коска убаво се забележува тоа што коската е изградена од два типа на и тоа компактна коска, која што е тврда избиена и се наоѓа на надворешната страна на коските. Во овој дел на коскеното ткиво или во оваа компактна коска поминуваат крвни садови, лимфни садови, нервни завршетоци, кои што помагаат во исхраната на коската, метаболизмот на коската, помагаат при зараснување на скршениците и така натаму. И вториот вид на коскено ткиво е сунгерливата коска, која што се наоѓа во внатрешноста на коската, наречена е сунгерлива коска, затоа што наликува на сунгер
И тука исто се наоѓаат крвни садови, лимфни садови. Убаво може компактната коска и сунгерливата коска да се забележи, да се види на приложената слика. Коските имаат коскена срцевина. Долгите коски на кревите имаат црвена коскена срцевина, а во централната празнина се наоѓа жолтата коскена срцевина. Црвената коскена срцевина учествува во создавањето на крвните клетки, како што се леукоцитите, еритроцитите, тромбоцитите, а додека жолтата коскена срцевина се наоѓа, кажав, во централната празнина на долгите коски и е создадена или изградена од масни материи. Црвената коскена срцевина се наоѓа во средишниот дел и на другите коски. Коските се обвиени од два вида на обвивка. И тоа надворешна обвивка, која што се наоѓа од надворешната страна на коската, наречена уште покосница, или периостеум. Овој вид на обвивка има клетки, остеобласти, кои што помагаат во создавањето на коската, зараснувањето на коската, во растењето на коската, а додека внатрешната страна на коската се наоѓа внатрешната обвивка, наречена ендостеум, кој што исто така има функција при растењето на коската. Коските имаат одредени функции. Една од основните функции на коските е тоа што прават цврста основа на целиот организам, на тој начин што коските се спојуваат помеѓу себе, при што го создаваат скелетниот систем, поточно скелетот. Друга функција е заштитна функција. Заштитната функција на коските е на одредени нежни делови на организмот, како што е черепните коски го штитат черепниот мозок. Ребетните коски, поточно прешлените, го штитат ребетниот мозок. Градниот кош, поточно ребрата, ги штитат белите дробови и срцето. Коските учествуваат во создавањето на крвните клетки, поточно во црвената коскена срцевина се создаваат еритроцитите, леукоцитите и тромбоцитите. Друга функција на коските е тоа што врзани со мускулите учествуваат во движењето на телото и имаат улога на лостови. Исто така, коските служат како складишта во кои што се складираат соли и калциум и по потреба на организмот тие се ресорбираат и организмот ги користи за одредени негови потреби. Коските, како и сите други делови на телото, имаат моќ на растење и на обновување. Процесот на растење на коските најчесто е најизразен во детството и тој процес трае се до возраст од 13 па до 20 години. Во овој период долгите коски постојано растат во должина. Коските кај децата голем процент се изградени од рскавично ткиво и се поеластични, а додека коските кај возрастните се поосетливи, по коскената маса со тек на староста ја губи својата компактност, при што стануваат полесно кршливи. Коските имаат моќ во текот на животот
процес на создавање и ресорпција на коската и тој процес е постојан. Ви благодарам за вниманието на денешниот час. Се слушаме со следни наставни содржини.